Повторно се враќаме во отвореното студио 1, секако овој пат со друга тема. Она што остана неискоментирано од минатата недела и неизанализирано, а тоа е законот за специјалното јавно обвинителство, со кое ова обвинителство доживува делумна трансформација и дури и се преименува од оне долго име Закон за гонење на кривични дела кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Сега ќе се вика само закон, како што и веќе е познато во јавноста, за специјално јавно обвинителство. На оваа тема јас и колегата Христијан Баневски ќе разговараме со адвокатот Александар Наков и поранешен председател на Советот за јавни обвинители, член јавен обвинител, поранешен јавен обвинител за она така и долгогодишен судија. Затоа дали ево ред овој закон и како ќе го оцените, бидејќи се појавија неколку членови кои беа предмет на некакви оспорување може би од јавноста, но специјалните обвинители се задоволни, пак бидејќи ова е во насока на она што тие го бара, автономија и продолжување на нивниот мандат, односно веќе и да немаат ни рокови за поднесување на обвинителни акти и слични ни забарања. Врз база на она што вие го погледнавте, како би го оценили? Читајќи го предлогот на законот за специјално јавно обвинителство, веднаш можам да изразам согласност дека текстот, ајде да речам, е задоволителен. Со тоа што специјалното јавно обвинителство фактички ги држи, ги зачувува автономијата, одговорноста во работењето е во рацете на специјалниот јавен обвинител во однос на обвинителите во обвинителството. Финансирањето на самото обвинителство останува во буџетот што ќе го определат они, земајќи во предвид претходната година како завршила, и многу такви работи со кое не се задира многу во она што досега го имаше специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, при ова прилика сакам да го нагласам и тоа, мене ме радува еден ваков текст на закон да биде поддржан во собранието, специјалното јавно обвинителство да ги задржи надлежностите што ги има, иако во тој дел има одредени проширувања во однос на одговорноста на председателот на државата, сите избрани и именувани лица, амбасадори. Токму тоа е одредбата која сите ја поздравија во јавноста, бидејќи знаеме дека помеѓу овие наведени лица има лица кои според сегашните закони можеби и не можат да се допрат. Тука има и наши именувани функционери, дури е наведен и председателот на државата. Што мислите вие за ова, дали е ова одење кон правната држава? Дали дека има индиции дека сепак се нешто има за овие функционери, па можеби поради тоа се шири листата? Јас свака ќе ви речам, ко долгогодишен и судија, јавен обвинител, можам да кажам дека цел живот се занимавам со оваа проблематика и јас би тргнал од Уставот. Читајќи го Уставот, многу јасно произлегува дека и председателот на државата сноси одговорност за работи кога има кршење на Уставот или на законите. Така да мислам дека внесувањето на една така одредба во надлежноста на специјалното јавно обвинителство по мене е во ред. Сепак, овој закон најде на критика и оценувајќи ги обвинителите дека со него се ставаат како се ставени во со статус на бели мечки. И тоа може би конкретно поради еден од членовите, конкретно член 26, кој што вели, мора да го прочитаме за гледачите, или во случај на укинување на специјалното јавно обвинителство, значи не е ниту прецизирано под какви услови, ниту кога, ниту како, ниту зошто, специјалниот јавен обвинител и јавните обвинители во СЈО, Советот на јавните обвинители ги распоредува така што специјалниот јавен обвинител го распоредува како јавен обвинител во јавното обвинителство на Република Македонија, а јавните обвинители во специјалното обвинителство ги распоредува како јавни обвинители во вишите јавни обвинителства. Или ова еден член, една одредба која практично само му наметнува обврска на Советот за јавни обвинители. И тоа не е наведено ни до кој состав, бидејќи не се знае кога би дошло до укинување на специјално. Бидејќи не може да бира, туку има само надлежност да го направи тоа. Може да ова е една од клучните одредби за судбината на постоењето на специјалното јавно обвинителство и одговорноста на специјалните јавни обвинители за вршењето на својата функција. Јас гледам на следниот начин на оваа проблематика. Не може ние да оставиме на Советот на јавни обвинители
исклучиво да се занимава, ако е така, тогаш треба и под кои услови ќе може, например, да се укине јавното обвинителство или во кој случај може да одговара јавниот. Едно така тоа би да речеме дека станува збор кога ќе ги исцрпат сите случаи од сите снимки. Так. Тоа нека биде во некој недефиниран период, но како Советот на јавни обвинители добива обврска од законодавецот за конкретни јавни обвинители? Јас, моје лично размислување е дека со укинувањето на јавното обвинителство треба да се занимава собранието. А со изборот на специјални јавни обвинители? И судбината на јавните обвинители? Исто и со изборот и со укинувањето на јавното обвинителство. Да се разбереме. Специјалното јавно обвинителство не е измислено во Македонија. Специјалното јавно обвинителство постои од давнина, меѓутоа и од времето на аферата Вотергейт во Америка, во Италија, разрешувањето проблемите со мафијата, во Хрватска, во Унгарија ние можеби, кога се збиричи, така да ние имаше не средба измисливме топла вода, внесовме нешто што постои сегде, меѓутоа му дадовме ограничено овластување. Ево овој закон дава малце пошироки овластувања, односно надлежности на специјалното јавно обвинителство. На крајот на краиштата, ние мораме да гледаме на овој орган како орган кој што досега покажа и докажа резултати во своето работење. И тоа позитивни резултати, и тоа беше единствен орган кој имаш висок рейтинг во државата, и сега јас милувам да кажам, тимот што поведува не треба се мени. Како го оценувате тоа што веќе Катица Јанева, односно специјалниот јавен обвинител, нема обврска да реферира пред собранието за сработената работа? Јас, доколку ме прашате мене, сепак гледам дека може да е посоодветно да одговара или да дава извештај пред собранието, отколку пред било кој друг. Не случајно таа се издвоила како специјален обвинител од редовното јавно обвинителство и не би требало да дава извештај на редовниот републички јавен обвинител, односно на Советот на јавни обвинители. Нејзината одговорност мора да биде многу поширока и да одговара пред претърниците, во смисол како што онака јас сметам дека изборот или укинувањето треба да иде преку судот. Дали мислите дека овој закон е своевидно изненадување, бидејќи кога стануваше збор за продолжување на можното продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство, ако имаме предвид дека тие имаат рокови, беше прашањето, односно лиферувањето на информација дека е можно да се прави специјално оделение во судовите. Сега со овој закон за специјално обвинителство воопшто и не е потребно никакво специјално оделение во судовите, туку гледаме дека веќе функционира во рамките на новото судство. Каква е вашиот став за оваа работа? Дали е овој закон добро решение, добра замена за она специјално оделение за кое со месеци дали сите зборувавме кочници во се јавност? отстрануваат понатаму? Во однос на работењето на специјалното јавно обвинителство, јас мислам дека се отстраните сите кочници. Овој е одличен закон. Треба да се даде подршка, евентуално со некои ситни корекции во него. Меѓутоа, како што рече и господинот, задоволството и кај нив е веројатно присутно. Јас немам таква информација, меѓутоа ме радува ако е така, затоа што тие и заслужија на еден начин да имат закон кој одговара фактички на нивната функција што имат во рамките на државата. Така, во последно време, според анкетите и она што можевме да го видиме од медиумите, дека малку опаѓа довербата во специјалното јавно обвинителство. Дали мислите дека тоа оди паралелно со репутацијата на властите или пак сметате дека може би има специјалното обвинителство некакво потврлување, бидејќи досега единствено имаме осудениот Никола Груевски, кој во моментов и реално справдата не е спроведена бидејќи се наоѓа во бегство. Дали мислите дека тоа може да ја разниша дополнително довербата во специјалното јавно обвинителство? Јас мислам дека самата политичка клима влијае врз паѓањето на рейтингот на специјалното јавно обвинителство. Тоа не е резултат од работењето или неработењето на специјалното јавно обвинителство. И секако тука целокупната работа не зависи крајниот исход во кривичната постапка од јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, него на крајот на краиштата од судот. Ние сите знаеме дека специјалното јавно обвинителство во рамките на своите
работни и надлежности, имаше огромни обструкции и од судот и од други државни органи во своето работење, така да не можеме вината да ја префрлиме во тој поглед дека ретикот и паѓа поради неработење, јас би рекол повеќе од политичката клима која преживува. Политичката клима во моментов е окупирана, ако можам така да кажам, и со законот за амнестија. И помилувањата за 27 април исто така влијаат. Тоа што може би најмногу ја разнешта репутацијата и на властите. Тука негде сме во уверувањата, истоветно или слично размислуваме. Овој закон за амнестија дигна голема бура во државата. Меѓутоа, ова не за нас, повеќе за јавноста, ние сите мора да сватиме дека преживуваме еден огромен политички момент во државата. Јас не би се сложил дека тоа така лесно треба да помине. Тој закон треба да биде здраво осмислен, да има издржани норми кои може да биде опфатен со тој закон, затоа што тука се работи и за високи политички цели на државата, за која јас лично сметам дека ние имаме поддршка како од НАТО, така и од Европската унија. Меѓутоа, мора тука се постави прашањето дали при тоа треба да одиме со селективна амнестија или не. Затоа што доколку ги гледаме, например, институтите на амнестијата, односно во конкретен случај ќе стане збор за класична аболиција, ослободување на сторителите од кривичната постапка, не водење на кривична постапка натаму, затоа што постапката е во тек, не станува збор за осудени лица, а сите 33 офатени со обвинението се фактички на еден начин ќе подлежат соучесници се и ќе подлежат на овој закон, без разлика што 20 од нив се помагачи. Кога веќе ја спомнавме општата амнестија, министерката за правда изјави дека во една држава праксата покажува дека тоа се случува на секој 4 или 8 години, тоа е и она што неколку пати го спомнавме во студиото, но што би кажало, бидејќи барањата и инсистирањата на затворениците во Идризово се поголеми, тие дури го прекинаа штрајкот, бидејќи со директорот се договориле дека ќе може да разговараат за една таква евентуална можност за опфаќање и нивно во таа амнестија. Што би кажало во тој случај, што би зборувало за нас како држава, доколку два пати во една година скоро би донеле една таква општа амнестија? Зарем ние сме до толку длабоко раскарано општество, па мора сите да се помириме за да и да си ги опростиме па и кривичните дела за да можеме да продолжиме натаму. Ако го гледаме помирувањето како еден поим, христијански поим, тогаш мораме ние да сватиме дека затворите ни се полни со луѓе, слободно можам да речам, невини или од нарачани случаи. Не можеме така бегло да поминеме низ тоа. За ова да разговараме, за амнестијата, на случајот од 27 април, кој фактички опфаќа едно кривично дело, за кое во јавноста многу се дискутира, многу се дебатира, меѓутоа како да сакаме да избегнеме суштината на истото, бидејќи во вториот дел од дефиницијата за ова кривично дело стои дека при предизвикување насилство, граѓаните бидат вознемирени во висок степен, во голем степен, фактички е битниот елемент на кривичното дело. Тоа не постои граѓанин тој ден што бил пред телевизорот што не бил вознемирен. Ние не можеме од тоа да одбегнеме и фактички да не го ставиме тоа во квалификацијата. Многу повеќе од вознемирен. Голем дел од нас беа загрижени за животите на сопствените колеги. У дебатни емисии слушам дека преквалификација, притисок на јавното обвинителство. Ако ние влеземе во процес на донесување на закон за амнестија, јавното обвинителство веќе отпаѓа. Со донесувањето на законот и надлежност отпаѓа. Меѓутоа, на првата квалификација беше терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Поправете ме ако грешам, меѓутоа до сега не сме имале поголемо дело. Не. Тоа е едно од можда потешките кривични дела, не потешките, едно од најтешките кривични дела за кое е запретена минимална казна 10 години. За такво дело се изврши потребна сериозна организација. Она што пред малку го зборувавме,
големината на ова дело и она што сега го спомнавме, влијанието кое што имало врз целокупната македонска јавност, и доколку сега опростиме, може еве да речеме доколку тој закон за амнестија биде донесен, и ги опфати овие лица. Какви ќе бидат оценките на меѓународната јавност која што бара владењето на правото? Како ќе се одрази ова на владењето на правото во Македонија, кој што онака е на стаклени нозе? Доколку е на стаклени? Од друга страна, Пендаровски вчера во ова студио рече дека од НАТО, од НАТО има членките на НАТО го поддржуваат процесот на помирување. Јас сум убеден дека членките на НАТО, па и Европската унија ќе го поддржи ова помирување, односно донесувањето на законот за амнестија. Но да не заборавиме, при тоа никако не смееме да ја погазиме правната држава или водењето на, односно владењето на правото. При тоа мора да имаме во обзир дека ние со донесувањето на закон кој се носи во собранието, за закон за амнестија е надлежно собранието, а за помилувањето е надлежен претседателот на државата. Ставите се сега во една ситуација во која одредени пратеници кои беа фактички жртви на настанот, тепани, малтретирани. Ево ќе спомнам двајца што сега ми доаѓаат при памет, Шекеринска и Павле Богоевски, така? Да, беше. Павле Богоевски. Тие двајцата беа жртви и сега тие треба да гласат за да помине овој закон. Меѓутоа, во рамките на вашето прашање или вашата констатација што тоа значи во поглед на помирувањето, ние мораме да имаме широк консензус. Јас така гледам на работите. Тука мора и политичките партии да бидат поактивни, да го убедат членството, и едната и другата, најголемите политички партии, дека ова е политичка цел и нужна цел. Во оваа ситуација, ние само на тој начин можеме да дојдеме до, ја не сакам да го употребам зборот помирување, него убедување, секој сам да биде убеден дека тоа е нужно. Мора да се случи, за да можеме да идеме напред. До кога ние ќе се делиме на вакви и такви, ВМРО-вци и СДСМ-овци или не знам. Меѓутоа се враќаме во магичниот круг дека повторно од политички договор или од политичка волја ни зависи правната држава или владењето на правото. Па ако при тоа земеме во предвид дека ние од правната држава и владењето на правото или да речеме оние промени што се заговара, договара, немаме никаков почеток, можда почетокот треба да го бараме тука затоа што реформите во правосудството, по моје длабоко убедување, не се ни отпочнати, а не знам кога ќе бидат завршени, гледајќи ги резултатите од одредени субјективни промени, односно кадровски промени, дали во судството или во обвинителството, ние немаме никаков. Сметате дека ваквото помирување ќе го олесни патот на тие законски реформите во правосудството, особено поради тоа што за дел од нив е потребно и двотретинско мнозинство и поширок консензус меѓу партиите? Па ако зборуваме најпластично кажам, дали може би ова е еден начин на пазарење на тамошно спроведување? За политика, ако зборуваме за одредена цел, секако мора да имаме и стратегија како да дојдеме до таа цел. Ето е политиката. Да отвориме само уште една тема, бидејќи вас ви е добро позната работата на јавното обвинителство. Се работи за оној скандал кој го објави актуелниот јавен обвинител за пронедените хард дискови со снимени разговори, за кои немаме се уште точен и конкретен податок кога била таа опрема вградена, се шпекулира, се лиферуваат години, тие таму има разговори од 2016 навака. А интересен беше начинот како беше соопштена информацијата до медиумите? Да не знаат вработените во обвинителството, начело со јавниот обвинител, каква опрема се користи во јавното обвинителство. Зборувам сега од еден безбедносен аспект, бидејќи тоа не е обична било која фирма, не е било кое предпријатие, туку зборуваме за државен гонител. Видите вака, се случуваат многу чудни работи. Ние, кога го гледаме случајот 27 април, мора да знаеме дека таквиот чин, таквото злодело што се случи тој ден е планирана работа и тоа подолг период на време. Тоа не е за ден, два, три месец или не знам, минимум 5-6 месеци, може би и повеќе. Таквата работа веќе во јавноста мораше обвинителството да излезе конкретно со имиња и презимиња не само на овие 33,
него на главните виновници за тоа, бидејќи сите овие биле послушници на инспираторите или организаторите на таквиот чин, за кој секако има и одреден план и одредена стратегија. Тоа се покажа од самиот факт што, ево да речеме, сега изнесените искази на сведоците, кои што фактички, давајќи ја својата одбрана, открија многу работи. Ние знаеме за како го вика Нинџа. Да, и приведувањето на Атанасов. Сам се пријави, дал изјава пред јавниот обвинител и тоа некаде пред 5-6 месеци, ако не се лажам. И до сега, веќе во тој дел, не можеме да се базираме само на неговата изјава. Јавниот обвинител имал обврска и должност да прибере други докази кои ќе одат во подкрепа на тезата, односно исказот на негов или на Лазаревски, ако се добро сеќавам бракет, Лазаревски, така. Сметате дека можно е овие преку овие телефонски разговори да практично да се држале тивки јавните обвинители, бидејќи на јавното обвинителство му требаше многу подолго време за да почне да функционира. Дури и самиот случај за 27 април требаше цела една година да помине за да тргне обвинението. Мене воопшто не ме чуди вашата констатација од проста причина што ние од составот на бившето јавно обвинителство или обвинителите кои раководеа со републичкото јавно обвинителство немаме аматаман никаква промена. Таа екипа ден денес постои, работи, функционира во редот на хиерархијата на јавното обвинителство, од основните до републичкото јавно обвинителство. Не може републичкиот јавен обвинител, бившиот, да не знае што се случувало, да речеме, во периодот кога тој бил таму. Тој е главниот кој мора да знае за секое дејание во рамките на кривичниот прогон. А новиот јавниот обвинител има такви овластувања според кривичната и новиот јавен обвинител. Требало ли да изврши некаква проверка пред да влезе таму? Зборувам пред да се, односно од кога седнал на главната функција. Тоа е техничка работа. Они вршат примо предавање еден на друг. Нормално искусен јавен обвинител ќе бара од претходниот да му даде одредени работи за кои он во рамките на својата стручност и компетентност мора да знае дека мора да му бидат предадени за да може тој непречено, правилно и законито понатаму да ја врши функцијата која му е доверена. Најблиските соработници Неовески не му се толку блиски штом веднаш не му укажале кај се тие материјали. Ако добро ве разбирам, се баш тоа го зборам. Так. Баш тоа го зборувам јас затоа што без така функционира јавното обвинителство. Без добри соработници околу себе, јавното обвинителство не може да функционира. Но сепак е добро што сакам да кажам дека екипата со која сега работи републичкиот јавен обвинител е старата екипа. Ако можам да забележам, членови од старата екипа има во речиси секоја институција. Апсолутно, ево земете, јас со име ќе кажам Џешковска. Таа нема каде не е мешана, таа се уште врши функција јавен обвинител. Од една страна новите власти како постојано да се вадат на тоа дека старите луѓе се таму, од друга страна не прават ништо за да ги тргнат од функциите или да приберат докази за несовесно работење во службата. Јас сум убеден дека за секој од нив има доволно докази за нивното неработење или незаконито работење. Меѓутоа, очигледно, ние сме преокупирани со она што значи НАТО и Европска Унија, запоставени со овие работи за кои јас сум убеден, длабоко убеден дека ние нема да направиме ни чекор за влегување во Европската Унија доколку не придеме кон промени во службите, безбедносните служби, јавното обвинителство и судство. Верувате дека со новата ОТА ќе гарантира дека повеќе нема да има нелегално прислушување кога сме веќе ке безбедносните служби? Не сум строго убеден, го немам читано законот за да дадам дециден, концизен одговор, меѓутоа вака од разговори со колеги, пријатели, имам сознание дека и таму постојат фалинки со која гаранција дека нема да бидеме прислушкувани, нема. И само уште една тема мора да отворам, бидејќи вие имате искуство и во обвинителството и во судовите, а станува збор за префрлување на топката како и секогаш и надлежностите, се работи за бегството на Никола Груевски. Во таа насока имам и јас едно дополнително прашање. Моментално обвинителството излезе со информација дека ќе го истражува фотографот кој што го фотографираше Груевски. Претпоставам сте ги виделе фотографиите. Да. Еве вие како поранешен јавен обвинител, што очекувате да најдете од фотографот кој што го фотографирал бегалецот кој што е во земја каде што има азил добиено?
Освен локациите на кој го Освен чекал. локациите и освен лицето, потврди дека тоа е лицето што го спомна. Што се Тој што го однесува до знае веќе и ќе потврди дека Значи практично ништо спектакуларно не би дознале од тоа, освен тоа дека Јавното обвинителство, посебно обвинителството за организиран криминал, пак ќе повторам, во рамките на сознанијата од исказите на Нимџа имаше подолг период на време, 5-6 месеци да прибират други докази, кои докази ќе го одведат фактички до инспираторите и нарачателите на немилиот настан од 27. На посета кај Груевски отишли луѓе овде вработени во државна служба, конкретно во царина. Сега се таму, истото можевме да го забележиме и од видеата, веќе имаме идентитет, а обвинителството не кажа ништо. Го спомена фотографот во соопштението. А не Александар Трајковски, вработениот во царина. Трајковски. Ако земеме во обзир сето она што го чувме во врска со бегството на Груевски, ќе дојдеме до еден заклучок дека тука има еден корпус на факти за кои можда е најдобро да не зборуваме на широко, затоа што така добивме убедување дека истрагата ќе го даде крајниот резултат, односно ќе бидат расветлени сите работи. Јас не би сакал топката да ја фрлам само врз еден орган. Дали е тоа полицијата, дали е тоа обвинителството, дали е тоа судството. Се уште не е јасно чија вина е можеби најголема. Чија вина така е. Дојдовме во ваква ситуација затоа што во делот на сето тоа беше така изреализирано, така припремено, така подготвено и можам слободно да кажам во кои имаше учество инострански служби, не само наши. Меѓутоа се работи за голем број институции, меѓу другото и финансиски институции, бидејќи тој имал 35 сметки кои ги празнал. Не може Народна банка да не знае за вадењето на парите. Не може Народна банка. Вие да отидете да извадите необичен кредит у банка, прво што ќе ви тражат дали вие имате кредит во некоја друга банка. Еден аргумент има за вадење на милионски суми. Има еден аргумент специјално тоа јавно обвинителство вели не е докажано дека е правен криминал или дека има прљави пари на тие сметки, ние не можеме ништо да преземеме во врска со неговите лични сметки кои тие ги испразнил оние негови 35 Ние не зборуваме за меѓутоа нели е тоа аларм? Тоа е аларм. Или во случајов е избеган, е бегалец со се што зима државна плата, не една од тие 35 сметки. Видите, самиот проблем по мене е викендот што дозволивме да дојде по петокот, понеделникот. По уште петокот беше јасно, секој умен, паметен правник, човек со интегритет и капацитет очекуваше дека може да се случи такво нешто. Тоа и се случи. И пак се доведуваме до констатацијата дека можеби се тоа немаше да се случи доколку истите играчи не беа оставени на истите главни позиции одговорни. Апсолутно. Затоа што пазите, нему беше одземен пасошт и едниот и другиот. Не постои начин на легален премин да помине. Секој паметен правник ќе го бара и третиот документ, тоа е личната карта. Зошто? Затоа што со лична карта можете да отидете во Србија, во Црна Гора, во Косово, и Меѓутоа нели се биометриски документите, нели крева аларм кога ќе предаде на било која граница? Па затоа велам дека фактички одземањето на тие документи значи опасноста од бегство постои и затоа му се земат документите. Значи тоа може да се случи у секој момент. Во Законот за полиција ги регулира тие прашања, значи работата на полицијата во поглед на пратењето на едно такво лице. Тоа во оперативната обработка на податоци се вика скриено посматрање или скриено следење на лицето кое што е во една таква ситуација. Јас мислам дека во некој од тие работи, односно од тие делови работата зати. Така, тука некаде би се заблагодариле што одвоивте време и што бевте наш гостин во Студио 1 и што разговаравте на неколку теми кои што ги отворивме и кои што се секако актуелни за јавноста, а вие почитувани останете и натаму со нас. Благодарам на вас. Веднаш по кратката пауза се враќаме назад во студиото каде што ќе ги проанализираме накратко настаните од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ.